9 часот и 20 минути ќе имаме ново линковско вклучување на исто така важна и тема која што не сме ја дискутирали одамна во Македонија наутро, дали е можна дигитална рехабилитација во казнено-поправните установи. Тоа ќе биде следниот линк на колегата Марти. Но ние продолжуваме понатаму на тема дуално образование. Слушнавме каква е состојбата со средношколците. Ајде да видиме сега што ќе ни кажат и студентите, колку е неопходно дуалното образование за да можат тие по завршувањето на студиите веднаш да се вклучат на пазарот на трудот. Студентите на факултетот за ветеринарна медицина велат дека имаат одлично практично знаење, какво ќе дознаеме наредниве минути од нашите соговорнички. Велам добро утро за Бојана Чапкуновска и Мартина Костадиновска. Добро утро и добре ни дојдовте. Добро утро. Бојана 6 година, Мартина 3. Ајде ќе започнеме од основата. Што пред 6 или пред 3 години ве поттикна за факултетот за ветеринарна медицина да биде изборот за студии? Генерално, меѓу сите средношколци, земајки ме и самата како пример, главен тренд во рамките на ветеринарната медицина е малата пракса, односно работењето со домашните меленици, со малите животни. Но со запишувањето на факултетот за ветеринарна медицина, многу голем дел од се учат нови концепти, се менуваат нови перспективи, се креираат нови, така што голем дел од овие желби и цели често знаат и да се променат. Најпрво хуманоста која што ја има ветеринарната професија, со тоа што им помагаме на оние кои што немаат глас. Се разбира тука и разновидноста и комплексноста и на другите видови на животни и нашата можност за нивна помош. Мартина, може малку вака позиција, програма во живо. Ето така, најболна точка на режисерот е кога вака ќе му се сврти гостин и не може да кадрира. Врвно теоретско и практично знаење. Што значи тоа? Како е организирана теоретската, а како практичната настава, да објасниме? Во првите 3 години од почетокот на студирањето, значи на факултетот за ветеринарна медицина, најпрво се запознаваме со оние основи на ветеринарната медицина и предклиничките предмети, кои што понатаму не подготвуваат за работа во клиничките предмети, каде што започнува и праксата и со вистински животни, значи интеракцијата со животните, интеракција со сопственици, учење како да се разговара најдобро со сопствениците и не само во клиниките, туку и се работа и со големи животни, со фармски животни, работа во предпријатијата за производство на храна, така што има широк спектар на можности каде што може да се насочи. Дали тоа значи, Мартина, дека по завршувањето на студиите веднаш ќе може да се вклучите на пазарот на трудот, веднаш ќе можете да работите? Генерално гледано, да. Со тоа што имаме широк спектар на можности, бидејќи не учествуваме само како ветеринарни доктори во универзитетски амбуланти или приватно отварање на истите. Со тоа освен тоа може да се вклучиме и во концепт на едно здравје, со тоа што освен благосостојба на животните придонесуваме и за заштита на јавното здравје на самите жители, со тоа што има голем спектар на вклучување за работа. Има ли работа за ветеринари во Македонија и што вие би промениле кога би влегле во пазарот на трудот, бидејќи од аспект на луѓе кои што не студираат ветеринарна медицина, мислиме дека има недостиг на ветеринари, барем така изгледа ситуацијата на терен, затоа и ве прашав околу промените. Генерално не само тука во Македонија, туку и на глобално ниво ветеринарната дејност е дефицитарна. Така што да, има различен спектар на можности каде можат студентите да продолжат да ја градат нивната кариера, како што напомена, дали со работа со животни, дали во лаборатории, во инспекцијски надзор, во предпријатијата за производство на храна и слично. Така што би сакале вие да ја градите кариерата? За двете прашања.
Како што напоменав, тренд е малата пракса, па предпоставувам дека и двете сме за работа. Тренд и Германија, јас се надевам дека нема да заминете за Германија, бидејќи имаме дефицитарни професии, но и ве кога ја споминавме на Германија и Европа, голем дел од нашата работна сила заминува таму, што е реална состојба. Какви се информациите кои што пристигнуваат од таму во однос на вашата професија? Дали е барана, колку се цени, колку е платена, колку заминуваат ветеринари? Да бидеме реални, по ценета професија во странските држави. Сметам дека треба да се подигни поголема свест за нашата дејност тука во Република Македонија. Затоа што, нели, во самиот концепт на едно здравје ние како доктори по ветеринарна медицина сме доста важни, затоа што преку здравјето и благосостојбата на животните учествуваме и во здравјето на луѓето и на животната средина. Така што нашиот факултет се труди да биде во тренд со сите сите новитети, значи во рамките на нашата дејност, така што мислам дека со целосно посветување на нашите студии ќе се стекнеме со исклучително знаење во нашата област. Така. Ајде сакам да завршиме при крај со една ваша порака до сите идни студенти. Следува и вториот уписен рок. Зошто ветерина? Имавте некој во семејството што се занимаваше со ветерина? Некој што сугерираше? Некој што сугерираше, како вие одбравте професијата и следствено на тоа што би била вашата порака? Најголемо клише за студент на ветеринарна медицина, зошто се запишнав на ветеринарна медицина? Поради љубовта кон животните. Генерално, јас немам никој што е во ветеринарната дејност, така што чисто таа љубов ме натера да се запишам на уште од мали години. За оние кои што се размислуваат за втори уписен рок, када? Што е советот? Зошто да за ветеринарен факултет? Искрено, нашата професија е доста комплексна и бара многу упорност и посветеност. Но знаејќи го тоа, голем дел од нашите професори, како и колегите, отворени ни се вратите за соработки, за консултации, за решавање на некои дилеми и пречки на кои што наидуваме. Така што во секој момент можат да ни помогнат за било кои дилеми да ги имаме помеѓу самите себе. Се разбира тука и колегијалноста помеѓу студентите, која што е многу важна. И сите сме сплотени, си помагаме едни со други и јас лично ги охрабрувам средношколците и идните студенти кои што сакаат да се запишат на ветерина, да не се двоумат воопшто, бидејќи им нуди многу големи можности. Ви благодариме многу за гостувањето во Македонија наутро утрово и на тоа што... Ајде. Да? Сакам да кажам, и јас и Ван имаме домашни миленици, ќе го провериме практичното знаење за некоја година, бидете така и немој да си одите. Јас се насмеав кога кажа љубов. Имаме и броеви. Да, љубов кон животните. Јас имам љубов, ама немам кон крвта љубов, така да најверојатно тоа ме одвлече од медицина. Треба малку и храброст да се избере оваа професија, бидејќи не гледам разлика меѓу ветеринарниот факултет, медицинскиот факултет, тука се работи со живи суштества, така да така да голема одговорност. Малце и покомплицирани не може да ти каже што му се случува, што го боли. Пациентите молчат најчесто кажат. Затоа имаме особено внимание посветено кон диагностиката, затоа што тоа е најбитно, нема како да ни кажат самите пациенти. Ви благодариме многу за гостувањето во Македонија. Ви благодариме. Тука ќе го заокружиме